Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата и ваша сакана емисија Гответе со Дракче. Трета сезона, весели, расположени, се надевам дека и овој пат ќе имаме многу рецепти кои што ќе ги очекуваме и од вас, нели, сите вие кои што нас не следите постојано пред малите екрани. Еве и денеска ќе бидеме расположени и денеска ќе имаме еден убав рецепт и од една многу сакана и обожувана личност од сите вас. Знам дека, ако ви кажам дека е доктор по природна медицина, ќе кажете, па не знаеме кој. Ако ви кажам дека е роден во градот Штип и то во Ново село, најубавото место во тој дел од Македонија, исто така ќе се подзамислите. Ќе мислите дека е политичар. Но, ако ви кажам дека замина за Белград и направи на вистина убава кариера, дури и по јужната пруга, може би ќе се подсетите кој е мојот гостин, но кога си замина во Швајцарија, сега ве прошетав низ цела Европа. За да не ве шетам низ цела Европа, ќе започнеме со песна, а веќе ќе се сетите кој е мојот гостин за денеска, кој што јас лично многу го обожувам. Одиме со песна за да му кажеме добре дојде, а потоа ќе ви најавиме кој е. Ангела душо, ангела срце, ангела животе мој. Каде ли појде, ко сонце зајде ти од животот твој. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, за љубов да помина. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, за љубов да помина. Браво. Браво, нашиот Зоран Ванев, добре дојде Зоки, како си расположен, добар, како и секој пат? Добро те најдов, Дракче, оваа најава стварно ме воодушеви, ти си била прав новинар, мислам ствака част, секоја чест. Ти благодарам еве за прв пат во твојата емисија и мислам за прв пат во македонските телевизии после преку 28 години. За втората сезона ми избега за 2 часа на аеродром. Можно, да, можно е дека тоа, да. Кога се ме рече, Дракче, заминувам на аеродром, но се јавувам кога ќе дојдам. И ти благодарам затоа што предвремено ме извести за датумите во кои што ќе бидеш во Македонија. Професионалци, кај нас нема зафрканци. Но она што го кажав на самиот почеток, нема да се повторам, затоа што ти си една од многу обожуваните личности. Песната Ангела е твојата лична карта, затоа сакавме со нејзе да ни влезеш во студиото. Направи повеќе песни и една нова песна на Макфес годинава. Да, на Макфес ми беше од секогаш инспирација, значи во забавната музика во тоа време нели се делеа, едниот пат беше народната музика, другиот забавната, сега како минуваат годините нема веќе повеќе некои граници, ова е ваква музика, онаква, секој кој што сака да биде продуктивен во музичкиот свет, мора да напредува и мора со сите трендови да го на некој начин доближува своето искуство или своето знаење во музиката, така мислев да се пријавам во Макфес, да покажам и друго светло, дека можеме да пееме секаков жарна музика и мислам дека не погрешив. Беше супер, сите новинари пишуваа за тебе. Да, баш ми е мило, значи еве камерите беа вклучени. Тоа ми е многу мило и мислам дека направи полн погодок. Сега откако нели сите работи си се подредени во Швајцарија си функционираат. Благодарам на најавата, таму работам како доктор на природната медицина, пошто сум самостален, нели, времето си го организирам сам и ете гледаш имам време кога јас сакам, колку сакам. Веќе си матичен доктор. Матичен не, тоа се друг тип на доктори, да. На природна медицина, ние сме во посебен одсек, така да матичните си постојат и таму. Меѓутоа јас студирав таму
5 години, цели 5 години, Да. и затоа се повлеков малце и од музичкиот музика. свет и надвор од државата и од не е ваму. лесно да се биде доктор. Затоа што студиите од понеделник до петок студирав природна медицина. А секоја сабота и недела ја студирав конвенционалната медицина, како матичниот доктор. Како матичниот. И затоа јас немав еден ден слободно. Каде ти попрво ќе одиш во тоа време? И затоа се повлеков на некој начин многу повеќе назад, но еве 11 години како имам своја пракса, така да работите се многу подобро искоординирани. И еве, имам време и да сготвиме Сега нешто ќе убаво готвиме и нешто, така рече ово интересно, ќе биде таа една убава салата по твој избор. Да. А јас салатата ќе ти ја подкрепам со фурнаринки кои што ќе ги подготвиме тука. Добро. И започни добро. си. Ајде, и ќе си Добро. правиме муабет, Да. но и музика ќе си бараме, затоа што Точно. колегите ги замолувам да биде гласно, да биде Да. силно, да биде бомбастично, како сега ова ја може нарековме некој, да. енергетска салата. Па, вака сега, ова може и како салата да се свати, меѓутоа И како за оброк. многу луѓе кои што имаат здравствен проблем со некои интолеранции, например на глутеин, на глукоза и такви работи, значи јас го препорачувам како главни јадења, затоа што не мораме ние да пржиме секој ден, не мораме ние да правиме некои јадења кои што по здравствениот систем можеби не прија толку. Само за информација, значи според нашите тамо статистики, Балканот е изложен на лактозна интолеранција 55 до 60%. Балканот е научен на лепче, на погачина. Па да, но јас не го препорачувам, вие убаво сте го спремиле, меѓутоа колку е можно да се избегнува, тоа би било добро, но секако ќе го пробаме и со лепчиња, нема проблем. Можеме да почнеме. Ова се модерни лепчиња кои што, нели, за да вкусат колку е убава салатата, колегите потоа да речат браво, ти текна убави фурнаринки. Започни си со работа и јас со мојата. Сега вака, прво почнуваме од авокадото, многу е битно да ги имаме сите бои, значи на еден оброк, значи да преовладува зелената боја, црвената боја, жолтата боја, значи тоа да биде измешано за да ги имаме сите потребни витамини, значи го делиме на пола. Сега да видиме како ќе го исечиме. Ајде, додека си сецка, можеме и песна, полесно ќе му оди, да нема трема. Да. Ајде, одиме тремата така. кај мене Во кино Манаки, јас и ти во трети ред, конј и пајтон мал, платно и журнал, ние двајца, злато мое, против сиот свет. Секој би чупе, музичар, актер или конзул странец, ама најдобро знаат сите, неа ја љуби битолчанец. Широк сокак, јас и ти и сончев ден, кафе и кроасан, срце смисли план, вечно ние да се сакаме. Секој би љубел битолско чупе, музичар, актер или конзул странец, ама најдобро знаат сите, неа ја љуби битолчанец.
Битолско чупе, музичар, актер или конзул странец, ама најдобро знаат сите, неа ја љуби битолчанец. Секој би љубел битолско чупе, музичар, актер или конзул странец, ама најдобро знаат сите, неа ја љуби битолчанец, ама најдобро знаат сите, неа ја љуби битолчанец. Благодарам. Битолското чупе, битолчанец, така? Да, па не, знаете како, мислам, таа песна беше планирана за Ах, таа серенада во Битола. Сега ја пуштивме на конкурс со Огнен Неделковски е автор на текстот, музиката и аранжманот се мој. Така да очекувавме дека серенада оваа година ќе се одржи, но за жал не добивме никаква информација повратна назад, не знаеме што се случуваше и решивме да ја пуштиме подобро. Мислам дека се подобро. уште нема информација. Да, затоа не сакавме многу да чекаме и на некој начин не погрешивме, мислам и дека ова песна заслужува да се појави во нашите медиуми и мислам дека ќе остави голем впечаток. Спрема реакцијата која ја имам за сега, пошто моментално моите numери се повеќе на YouTube каналот и на Spotify, на овие другите социјални мрежи. Тука моментално единствено можам за сега да ја презентирам таа музика, но еве како се одлучив со Маквес да бидам малце поактивни на музичко поле, мислам дека ќе се гледаме почесто во иднина, се надевам, нели, и ќе се дружиме многу И многу и наликува на серенада. Значи права вистинска, како оние под прозор, вика. Ако и се допаѓа на девојката, ќе фрли марамче, ако не леген со вода. Баш така, значи така и беше намената, баш да ја презентираме на серенада или Ах, таа серенада во Битола, затоа што се правеше токму во тој дух, затоа ја љуби битолчанец. Битолчани се исто така многу распространети низ целиот свет и мислам дека тоа ќе им биде една убава така песна за секакви прилики, например, и за свадби, за додворување, за слушање, за уживање и за секаква. Авокадото Зоки го подготвува, а јас мислам, колега Бубе, треба да ги ставиме фурнаринките. Да? Ајде, да видиме како ќе печеме фурнаринки. Одиме со Рена, а ќе почекаме уште малку, готово. Нашата подвижна камера, Рената е вжештена. Ајде, да ги подготвиме. Ова го ставаме ваму. Ајде, нека е со среќа. Кога јас ставам на печење, велам тавчето да ми се радува, секогаш барам песна. Ама сега ќе барам, бидејќи тивко ми одеше Ангела, ајде отпе ми малку од Ангела во живо. Музички желби? Така, музичка желба. Ајде. Одиме за дракче заедно. Ајде. Ангела душо, Ангела срце, Ангела животе мој, каде ли појде, ко сонце зајде ти од животот мој. Ангела, Ангела, каде ли замина? Ангела, Ангела, зар љубовта помина? Ете, дракче, поздрав до сите твои гледачи. За Швајцарија, Ангела си остана во Македонија. Баш така, Ангела ја ставивме во Македонија, но не ја напуштаме. Еве си се враќаме, си се посетуваме со Ангела, видиш со убави песни. Многу ме бендисува. Не даваме да згасне тоа. Па не треба, таа е твојата лична карта и песна што е веќе обнародена. Така. Авокадото го подготвуваме. Да, авокадото исто така се сецка на ситно. Без авокадо не го почнуваат денот. Браво, баш ми е мило. Баш ми е мило. Многу убава рецепта. Баш ми е мило, така и треба.
Овие се природни, Ќе значи подготвиме без... едно кафенце, како добра домаќинка, едно лесно кафе. Јас не пијам кафе, али во секој случај благодарам. Ова ќе ни биде 3 во 1. 3 во 1, али 3 во да. 1 лесно. Ако имаш чајче, јас можам да земам. Не подготвивме Ако не, чај. нема проблем, ќе го Освен испиеме после од емисија. Нано, да. Нема проблем. Нане некаде имаме тука, но ако сакаш веќе можеме, но ќе треба целиот. Авокадото е навистина исто многу здрав продукт, Ајде, со многу кафе, минерали, со многу витамини, така да го препорачувам на сите обожаватели на доброто јадење да го потребуваат најмалку 2 пати до 3 пати неделно, затоа што е многу здраво. Што Кажи како ми, сокови, што како... Какви најмногу прашања имаат така наречените клиенти или пациенти кај Да. тебе, кога се обраќаат? Сушност, што ги мачи? Високиот холестерол, крвниот притисок, како побрзо да се рехабилитираат после некоја тешка болест? Гледај Зашто сега. храната е лек? Да, храната не здравје. само што е лек, значи све потекнува од храната и од хранливите состојки кои како ќе ги применува. Затоа мислам системот на лечење, да кажеме според моите некои видувања, почнува на пример на секој пациент отприлика му препорачувам да извадиме крв од прстот, Така. 2-3 капки и правам целосна анализа на крвната слика, што значи Веднаш дека ја тоа се гледам. прави при прегледот? Да, веднаш и заедно анализираме. Ние не правиме, Добро. например, колку еритроцити, лекоцити или било какви Така. параметри, него јас барам во самата крв барам кои состојки сметаат. Затоа што за мене сите болести или сите проблеми здравствени потекнуваат од чистотата на крвта. Во колку крвта не е чиста, настануваат пропратни проблеми, например, зачепување на вени. Така. Зачепување на крвни садови, зачепување на срцеви мускулатури, зачепување на мозочни, да кажеме. Што сега во последно време се многу И тогаш нели појавуваат. се чудиме, некој добил срцев удар, некој вени, некој мозочни, значи сето тоа настанува од нечистата крв или прочистувањето на крвта секако е мојот приоритет. И понатаму, значи после тоа се гледа начинот на исхраната, према крвната група, према сликата што ја гледаме тука, према здравствените проблеми, секој си има посебни здравствени проблеми, нели? И ги решаваме, значи едната страна е со точно прецизирана храна од понеделник до недела, што ти се препорачува, најмалку за да си ги знаеш кои продукти твои, ти требаат за твојот организам да ги внесуваш, за да ги уподобриме проблемот што го имаме. И нели, сега не мораш ти стрикно тоа да ти биде за доручак, тоа за ручак, меѓутоа ти правам една скица која ти е најбитна да се придржуваш, значи тие продукти да ги користиш. Ти можеш да го мешаш ова не денеска, да го ставиш за утре и така натаму. Да се прави рецепт на неделата. Така е. И нормално, втората најголема ставка, пошто сите проблеми малтене се поврзани со нашиот хормонски систем, тоа ми е најголемиот приоритет после, нели, подредувањето на исхраната, на сите суплементи што треба да ги зимаат како додатно, сите чаеви или било какви продукти. Тоа е, например, некоја примерна онака ситуација што без тоа нема да може да добиеме правилна, значи не можеме да стигнеме до целта. Најважното е после работата со хормонскиот систем, затоа што имаме хормони кои што не прават да бидеме срекни, имаме хормони кои што не прават да бидеме тажни, да плачеме, да се смееме или да правиме проблеми. Хормон на среќата и хормон на тагата. Не само, да, има многу хормони и активирање, значи кои рецептори ќе ги активираме за да тие функционираат. Дебелење, слабење, Да, тешко дишење. Тоа е веќе метаболички проблем, да, кој што исто така хормоните делуваат во сета таа ситуација да го подобриме нашето комплетно, значи здравје. Еве сега некоја компарација, кога некој дојде кај мене со главоболка, нели? Мене не ме интересира главоболката, мене ме интересира од каде доаѓа тоа. И сега го тражиме преку хормонски системи, преку исхрана, преку интолеранција, дали таа смее глутен да јади, дали смее лактоза, дали не смее, како што. И се подредуваат тие начини за да секоја интолеранција го возбудува организмот, нешто не му прија, не му одговара и ние го тоа отстрануваме. Меѓутоа, во меѓувреме со долгото чекање се пореметуваат хормоните. Тие хормони прават се за да ние бидеме здрави, весели и како да ти кажам, меѓутоа со долго време мачење тие понекогаш прават грешки, нели? И со самото како што е всушност самиот организам. Да, така. И сега кога сите тие грешки ќе ги ние отстраниме, кога ќе го подредиме сето тоа во еден правилен правец и кога ќе од една страна ги имаш сите суплементи што ти се важни, од друга страна хормоните ќе гледаме на секој начин преку различни вежби да ги активираме, бар тие што не прават срекни и задоволни.
тогаш веќе организамот сосема другчие размислува и затоа мислам дека природната медицина се активира. иднината барем во Швајцарија, за сега не знам во Македонија какви се ситуациите, меѓутоа мислам дека поздраво од таа работа не постои. И така се решаваат, значи, сите врсти на проблеми, не е само главоболката. Значи, тука доаѓаат од различни органски проблеми, до кожни проблеми, до срцеви проблеми, до било какви, до психички проблеми. Завршуваме со проблемите за здравјето, одиме со песна која што лачи среќа, хормонна среќа. Ето, браво. Тоа е најважното. Ајде, бараме музика. Добро утро, добри луѓе, не сум просјак јас. Тука порано јас љубев една девојка. Иста куќа, исти дрвја, иста адреса. Нема тие раце да ме прегрна. Кој те зема, кој те љуби, кој те украде. Се сеќава дека бевме како едно, ние двајцата. Иста куќа, исти дрвја, иста адреса. Ноги нема тие раце да ме прегрна. Кој те зема, кој те љуби, кој те украде. Седум лета јас те барам, но те нема никаде. Кој те зема, кој те љуби, кој те украде. Ваков живот нема смисла, џабе сонце без тебе. Џабе сонце без вака со запчиња, инаку оваа песна е за Вени сеќање. Да, баш ми е драго, Драгче. Што ти се допадна ова? Еве. Јас сега ќе го побарам рецептот на денот. Премиерно е кај тебе ова изведена во живо. Премиерно, до сега ја немам на телевизија. Го бараме рецептот на денот. Енергетска салата.
едно авокадо, едно манго, една главица црвен кромит, едно младо зелено кромитче, 100 грама варен црвен граф, една црвена лута пиперка, еден лимон, 5 лажици ленено масло, сол и црн бибер како зачини. Ете, тоа беше денешниот рецепт кој ни го подготви Зоран Ванев. И јас ке ги вадам фурнаринките, а вие пуштајте музика погласно што може. Исто да не го заборавиме сокот. Ако одиме со песна. Како додатен стимуланс, значи како додатен детоксикационен препарат, кој што исто е многу препорачлив. Едно цвекло, еден морков, ѓумбур, јаболко. Сето тоа може во блендер да се добро изблендира со 50% вода и како што гледаме имаме една многу убава сега салата, може слободно да се каже и како јадење, пред јадење, после јадење, што ги има сите бои, што е многу важно за витаминскиот надоместок на дневно, поготово на ниво во зимските денови, и сокот како еден детоксикационен да се детоксицира телото. А сега да запееме малку? Пеј си, можеме? Јас реков можеш, пеј. Мина многу години, не може мајка, не може без него. Барем уште еднаш да го прегрнам и да умрам, да не жанам. Срце стега, душа боли, еј, животе. Мајка плаче и се моли, ах, Господе, врати ми го, судбо моја најмилото. Пуст без него ми е Боже живото. Разболе се, легна мајка, еј, в постела. Чедо моје, ке те чекам, ах, до гроба. Зошто судбо ми го зеде најсветото. Си умре мајка без да си види детето. За жал, ни заврши За жал. времето, а направивме она што сакавме да го направиме како рецепт. Ти благодарам за учеството, ти благодарам за убавиот муабет и многу позитивната енергија. Те чекаме на следното доаѓање повторно овде. Драгче, ти благодарам на вистина, еве, со задоволство го прифатим твојот позив и ми беше криво што прошлата година не се видовме, али еве сега тоа го надокнадивме и ти обеќам дека ќе се гледаме и во иднина. Зошто да не, овие се супер работи, ете луѓето да имаат некои мотиви или идеи како ќе им помогне нешто за здравјето, да јадат здраво и корисно, без пржење многу, без многу така нехранливи работи, поубаво да се јади природно и од природата што ни е дадено, така да ќе бидат и многу поздрави, многу повесели и многу пораспеани и пострекни во живот. Ете така, драги, Исто како тебе. Така, драги мои пријатели, драги наши гледачи на Канал 5 телевизија, на доктор Зоки јас му ја сменив рецептата со малку нездраво, направивме фурнаринки за да се замеземе сите после гаснење на камерите. Што ми преостанува, освен да ви посекам да ми бидете здрави, живи, срекни, весели и како ве поздравувам јас. Ве сакам!